Секторот за внатрешни работи Тетово расветли две дрски кражби на златен накит извршени деновиве врз повозрасни тетовки. Едната се случила минатата недела на улицата Браќа Симовски, а другата вчера околу 10 часот и 30 минути, додека се движела по улицата Маршал Титово. Тетово на 61 годишната жена од Задгрб се доближил 39 годишен албански државјанин и на брзина и го скинал и одзел златниот синџир, пошто почнал да бега кон зелениот пазар. Набрзо бил фатен и приведен од полициски службеници на СВР Тетово, кои му го одзеле синџирот и го вратиле на оштетената. Приведениот албански државјанин не поседувал никакви документи и непријавено престојувал на подрачјето. Бил задржан во полициската станица Тетово и против него ќе следува соодветен поднесок. 29 годишен гостиварец вчера пријавил дека во периодот од 12 до 18 овој месец во неговата агенција во Гостивар, во која се вршело трансфер на пари, непознат сторител им подметнал 220 фалсификувани евра. Фалсификуваните евра според кажувањето ги открил кога вршел попис на разменетите девизи. Банкнотите со потврда се одземени и се работи на откривање на сторителот и расветлување на сите поединости во врска со овој случај. Вчера во периодот од 7 до 12 часот засега непознати сторители провалиле во стан на 40 годишен гостиварец лоциран на улицата Илинденска во Гостивар. Насилно ја отвориле цилиндер бравата од влезната врата, ги пребарале сите простории и од плакар во спалната соба одзеле повеќе парчиња разновиден златен накит. Вкупната материјална штета според сопственикот на станот се проценува на околу 3000 евра. Вчера вечер околу 20 часот и 30 минути на регионалниот пат Тетово Попова Шапка во близината на местноста Шипковачка кривина, патничко возило Фиат со тетовски таблици, што го управувал 21 годишен тетовец, загубило контрола и излетало од патот. Од излетувањето телесни повреди здобиле тројцата сопатници на возраст од 20, 26 и 31 година од Тетово и веднаш се пренесени во Тетовската клиничка болница. По укажаната лекарска помош пуштени се дома. Извршен е увид и се расветлува причината за оваа незгода. Првично, тоа е неприлагодена брзина според условите на патот. Вкупната материјална штета се проценува на 50.000 денари. Токму брзината на возење била контролирана синоќа од страна на полицијата. Во Тетовската акција вкупно откриени се 16 прекршоци, односно пречекорување на дозволената брзина. 5 возачи пречекориле над 30 км на час, 10 возачи од 10 до 30 и 1 до 10 км. За 5 мината пребрзи возачи изготвени се платни налози и ќе се соочат со глоба од 300 евра во денарска противредност и современо одземање на дозволите од 3 месеци до 1 година. Преостанатите прекршители ги очекуваат глоби од 20 до 45 евра, зависно од тоа за колку ја пречекориле брзината. Покрај тоа утврдено и управување со возило со истечена регистрација и со неисправни уреди и опрема, кои исто така соодветно се санкционирани. Во гостиварската акција пак констатирани биле 18 пречекорувања на брзината. Двајца возачи се движеле со брзина поголема од 30 км на час, 15 пречекориле за 10 до 30 и 1 за 10 км на час. Прекршоците биле санкционирани со 2 платни налози и 16 покани за наплата на глоба, додека еден возач писмено е опоменат, а откриени биле и 6 други видови прекршоци.